Вести на Канал 8. 29 ноември, денот на некогашната Југословенска социјалистичка република, се славеше и оваа година. Здруженијето Јосип Броз Тито од Кучани со музика и сеќавање на времињата од заедничката држава го одбележаа датумот кога таа беше создадена. Југословенската тробојка со звезда петокрака повторно се развија во Кочани. Членовите на Здруженијето Јосип Броз Тито не го заборавија 29 ноември како значаен датум од поранешната историја на заедничката држава на народите од Балканот. Според нив, тоа биле времиња кога се создавала и македонската државност и се живеело подобро од денес, што е доволен мотив за традиционална прослава. Ако Македонија не доби од Тито, ја не знам која од републиките доби, бидејќи некои пред тоа беа држави, а Македонија за прв пат во нејзината историја, после Самуиловото царство се разбира, стана држава. На човекот му е својствено да е со краток памет и да памте повеќе лоши работи, а многу помалку арни работи. А празникот 29 ноември, денот на републиката, ја мислам дека треба да го памтат и слават сите, поготово повозрастни генерации кои што тогај видува што значи слобода, држава, правда, али за жал тоа денес е веќе во многу случаеви заборавено. Овој ден е кога Македонија е признаена како држава, македонскиот јазик признаен како јазик и тоа не смее да се забораве, поготово у денешните видувања, случувања у светот, па и у државата Македонија. Кочанските титовисти ја продолжуваат соработката и со слични здруженија од другите поранешни југословенски републики, надевајќи се на повторно заживување на заедничката држава. Имаме контакти со сите здруженија, поготово се интензивирани здруженијата од Словенија за понатамошна соработка и за повторно стварање на Титова Југославија. Освен одбележувањето на сите позначени датуми поврзани со историјата на поранешна Југославија, Здруженијето на граѓани Јосип Броз Тито во изминатиот период организираше и повеќе хуманитарни акции за собирање облека и храна, како и за доброволно крводарување. Општина Чешиново Облешево планира да ги прошири односите со пријателските општини од странство. Викендов беше потпишан меморандум за соработка со општината Болдешти и Скајни од Романија. Протоколарна средба се одржа викендов во општина Чешиново Облешево, на која беше започната постапка за поцврста соработка на локалната самоуправа со општината Болдешти и Скаени од Романија. Градоначалниците на двете општини потпишаа писмо на намери, со што ја покажуваат подготвеноста за воспоставување пријателски врски и збратимување. На потпишувањето присуствуваше делегација од романската општина, како и представници од општината Павликени од соседна Бугарија, со која романците веќе соработуваат, а нивните контакти со македонските општини се искористени за проширување на односите. Градоначалникот Костадин Личков во краткото представување на локалната самоуправа што ја раководи рече дека потпишувањето на меморандумот представува увод во натамошната соработка, од која Чешиново Облешево очекува повеќе придобивки. За тоа општина Чешиново Облешево веќе со општината Болдешти и Скаени од Романија ќе разменуваат повеќе искуства во кои што и во културата, економскиот развој, самите користење на еврофондовете на нас е голем бенефит, ние сме една млада општина и со тоа се надевам дека оваа соработка ќе продолжи понатаму и ќе црпиме нивните искуства и понатаму ќе работиме заедно. Романската општина има поголемо искуство во соработката со општините од други држави. Веќе се воспоставени поблиски контакти со една општина од Молдавија, а 2 години се побратимени со општината Павликени од Република Бугарија. Градоначалникот на Болдешти и Скаени рече дека очекува поврзувањето со Чешиново Облешево да се случи во текот на идната година. Очекувам на 5 јуни на нашиот ден на нашиот град дека ќе го потпишеме меморандумот за побратимување. Надевам се дека на 5 јуни ќе присуствува делегација од општина Чешиново Облешево на чело со градоначалникот Костадин Личков, да ги направиме контакти после побратимувањето, да очекуваме на спортски план, на културен план и на економски план да ја развиеме и размениме нашите искуства. Очекуваме дека со контактите и размената на искуството и нашето побратимување, дека и вие поскоро ќе се доближите до Европската Унија. Општината Болдешти и Скаени има околу 12.000 жители и е една од поразвиените во Романија. Располага со големи количини нафта и газ, а има развиено сточарство и металска индустрија.
Соседска кавга во Виница завршила со тешка телесна повреда на 62 годишна жена. Повредената е пренесена на лекување во Штип, а полицијата работи на расветлување на случајот. Во неделата околу 5 часот и 30 минути во полициската станица во Виница стигнала пријава од здравствениот дом дека кај нив е донесена 62 годишната МП од Виница, која имала тешка телесна повреда во пределот на главата. Поради сериозноста на повредата, таа била пренесена во клиничката болница во Штип, каде дополнително е утврдено дека се здобила со фрактура на черепот, со нагмечување на мозокот и краварење и се наоѓала во животна опасност. Околу 3 часот и 45 минути МП слушнала тропање на приземјето од низината куќа, каде што спиела, станала и во тоалетот затекнала непознато машко лице кое излегло во ходникот, пошто таа почнала да вика. Во тој момент се разбудила незината снаа ВТ и го прашала лицето зошто неповикано влегло во куќата. МП го истуркала надвор пошто непознатото лице се упатило пеш по улицата. Двете жени со патничко моторно возило тргнале по него и заклучиле дека се работи за нивен 17 годишен сосед. Откако му се приближиле, го прашале за причините за влегувањето кај нив дома, пошто тој ја турнал МП, која паднала на тротоарот пред надворешната порта од неговата семејна куќа и се здобила со повреди. Со возило на итната медицинска помош, таа била пренесена во здравствениот дом во Виница. 17 годишникот бил приведен во полициската станица и извршен е разговор со него. Од полицијата велат дека се преземаат мерки за расчистување на настанот. Јавна трибина за превенција од болестите на зависности кај младите организираше Општинската организација на Црвен крст во соработка со Општина Кочани. Трибината се одржа во библиотеката Искра, а присуствуваа представници од локалната самоуправа, релевантни институции и граѓански здруженија, како и ученици од основните и средните училишта. И Општинската организација на Црвениот крст од Кочани помага во превенцијата од цигари, алкохол и друга кај младите. Преку проектот Превенција од болести на зависности, најпрво организираше 13 врснички работилници во основните и средните училишта, во насока на подигање на свеста кај учениците за штетните последици кои произлегуваат од употребата на цигари, алкохол и дрога, при што младите лица беа агенти на промена помеѓу своите врсници. Последната активност на проектот беше организирање на јавна трибина за превенција од болестите на зависности кај младите во соработка со Општина Кочани. Настанот има за цел представување на активностите кои ги реализираат институциите во насока на превенција од болестите на зависности кај младите, како и идентификување на потенцијални партнери за идни иницијативи. Можам да кажам дека употребата на цигари, алкохол, дрога носи до некои нарушување и пореметување на самиот организам и за жал кај денешната младина можам да напоменам дека овие зависности стануваат и навика, затоа што тие често донесуваат некои така импулсивни и ризични одлуки кои секако имаат штетни последици за нивното здравје. Така што темата, идејата на оваа трибина денеска е заеднички институционално да разговараме, да дебатираме што би можеле да направиме, за да се бориме против овој негативен општествен феномен кој носи многу последици за самото општество. Предавач беше доктор Јованка Алексова, која што рече дека и покрај заложбите што ги прават и лекарите, и Црвениот крст и другите релевантни институции, сепак овие пороци понатаму се многу застапени кај младите луѓе. Посебно го потенцираше мешањето на разни врсти алкохол во една вечер кај младите, што доведува до сериозни компликации. Мислам дека бројката не се намалува. Ако се спроведува законот за забрана за пушење, повозрастните веќе кога ќе дојдат во поголемите години, добро ќе почнат да се откажуваат. Ама младите си почнат. Пак, бројката никако да се намали нити во Македонија, нити на светски размери. Алкохолот е веќе глобален, има само многу малце земји кои што не консумираат алкохол. Има една тенденција да алкохолот се многу меша и се случува многу тешки труења од алкохол и случувало и децата да едвам се спасат. Тоа се најлошите форми, најлошото кога младите на почетокот не знаат да пијат, а
а се трудат да пијат што повеќе. На трибината присуствуваа представници од локалната самоуправа на Кочани, како и од релевантните институции, Центар за социјални работи, Министерството за внатрешни работи, односно полицијата, Здравствен дом, граѓански здруженија и ученици и представници на стручни служби од основните и средните училишта. Трибината беше интерактивна со вклучување на присутните во дискусијата. Во подрачното училиште во Тракање заврши проектот од областа на социјалната заштита што се реализираше преку Германската асоциација ГИС. Пред присутните гости, најмладите ученици се представија со пригодна програма. Со по 4 часа неделна настава, најмалите дечиња на предучилишна возраст од Тракање беа вклучени во проектот за социјална заштита, што се реализираше со поддршка од Германската асоциација ГИЗ. Нивната обука траеше половина година, при што беа вклучени едукатори кои низ игра ги подготвуваа пред тргнување на училиште. За проектот се користеа просторите на подрачното училиште Никола Карев, каде по повод завршувањето на проектот, најмалите подготвија пригодна програма, со која се представија пред своите родители и другите гости. Работевме 6 месеци, вкупно во едукативниот центар имаше згрижено 35 дечиња, што не е мала бројка. Нашиот едукативен центар работеше повеќе од добро. Нашата цел беше дечињата да се едуцираат, социјализираат, воспитуваат и тоа низ игра, да дојдат до нови знаења. Целта ја исполнивме, значи овие дечиња сега се побогати со нови искуства, нови доживувања, многу нови знаења и секако нови другарчиња. Овие деча сега се спремни, значи, да кренат на училиште и целта е задоволена. Во реализацијата на проектот како партнер беше вклучена и локалната самоуправа на Кочани, која го обезбеди просторот во училиштата каде се изведуваше обуката. Освен во Тракање, со проектот беа опфатени и деца на предучилишна возраст од други училишта во општината. За немирен сон е насловот на новата збирка афоризми што беше промовирана во Центарот за култура Бели Мугри. Книгата содржи 444 афоризми, а освен во Кочани, ќе биде промовирана и во другите градови од државата. Промотор беше сатиричарот Миле Ѓоргиевски. Пред љубителите на пишаниот збор и афоризмите во Центарот за култура Бели Мугри беше промовирана новата збирка афоризми на Јане Атанасов за немирен сон. Атанасов пред присутните зборуваше за средношколските поминати денови, кога подеднакво добро му иделе и општествените и природните науки. Во збирката има поместено 444 афоризми, но авторот вели дека бројката, иако е 3/4, сепак не значи ништо. Само откри дека најпрво планирал афоризмите да бидат илустрирани, но на крајот се откажал од тој план. Сонот е немирен за некого, ама за некого е мирен. Насловот е двосмислен, значи тоа не е во заграда, па некој може да го чита како мирен сон, а друг како немирен сон. Зависно од тоа кој како ги чита и како ги доживува афоризмите. За некого што му е мирна совеста и чиста, ќе ги прочита, ќе се поднасме и ќе му биде сонот мирен. Некој кој ќе се пронајде во афоризмите, ќе го за нешто ќе го погоди, ќе земе да размислува и за него сонот нема да биде мирен. Мене сите ми се подеднакви, меѓутоа еве овој е универзален. Од поодамна луѓето ме знаат по него. Се ми е јасно, затоа така често ми се стемнува. Настанот се одржа во организација на Сдруженијето на граѓани афористичка репрезентација на Македонија, а делото го промовираше сатиричарот Миле Ѓоргиевски, уредник на едицијата Балканска сатира, во чии рамки е излезена оваа збирка афоризми. Мене ми е посебна чест што оваа книга за немирен сон на Јане Атанасов е издадена во рамките на мојата издавачка куќа Орион, односно во библиотеката Балканска сатира. Ова е 21 книга поред. Ние овие 2-3 години направивме навистина едно наметнавме едно силно темпо на издавање на книги. Со Јане веќе се познаваме 30 на години и навистина ми е драго што Јане дојде до втората книга. Се надевам дека во наскоро време ќе ни изненади и со трета книга, четврта, па времето работи се разбира за него. Јас лично знам од контакти со него дека тој има и афоризми за 2-3 книги одеднаш да се издаде, а она секојдневно негово постирање на афоризми по Facebook, по разни портали, секако дека прави една голема залиха на афоризми.
Георгиевски рече дека не застануваат тука. Јане Атанасов ќе издаде уште многу други книги афоризми, а оваа збирка ќе биде промовирана и во други градови во Републикава. Хари Матахари во саботата ја наполни дискотеката Аква. На концерт на познатиот пејач присуствуваа и младите и повозрасните. Од дискотеката најавуваат богата програма и во текот на целиот зимен период. И не само во летниот период, туку дискотеката Аква и понатаму продолжи со изненадувањата со познати пејачи од балканската музичка сцена. Хари Матахари во саботата ја наполни дискотеката во Кочани. И младите и повозрасните посетители уживаа во 2,5-часовниот настап на познатиот пејач. Ја сам у Македонiji певао на сваком камену, па и у Кочанима, значи свуда сам био. Во Македонија сум настапувал скоро во секој град, па и во Кочани. Моментално работам на новиот албум кој ќе биде со нов стил, оти експериментирав некои работи. Постојано работиме. За време на летото имавме концерти во Белград, Загреб, Сараево. Но сега го чекам новиот албум, па ќе направиме една голема промоција со голем концерт. За нова година ќе бидам во Подгорица во Црнагора и на големиот плоштад ќе настапам со Желко Јоксимовиќ. За време на летото реновираната дискотека Аква понуди добра забава и гостување на познати музички имиња од македонската и балканската сцена. Паралелно со дискотеката работи и реновираниот ексклузивен рибен ресторан во скоп на комплексот. Хари Матахари им понуди добра забава на младите до раните утрински часови. Следен гостин што го најавува дискотеката Аква е атрактивната Гоца Тржан. Ја сам Хари Матахари, а ви гледате Канал 8. И за крај информацијата од спортот. Победа постигнаа пинг-понгарите на Кочани на гостувањето во Куманово против истоимената екипа. Надпреварот на кошаркарите на баскет Дино против Карпош Соколи во Скопје е одложен по барање на домакинот. Крајот на есенскиот дел од првенството во првата лига им донесе радост на пинг-понгарите на Кочани. На гостувањето во Куманово против истоимената екипа тие извојуваа висока и убедлива победа од 5:1, со што ги исполнија очекувањата за пласман во средината на табелата. Со оглед што домакините во текот на првенството постигнаа само една победа, не се очекуваше дека токму на овој меч ќе пружат посилен отпор. Сигурна игра на зелената табла прикажаа Христоф и Тодосиев, додека Ефремов имаше една победа и една изгубена игра. Со вкупно 4 победи и освоени вкупно 8 бодови, екипата ја заврши полусезоната на 4-та позиција. Тоа им дава можност на нашите пинг-понгари помирно да ја поминат паузата и да се подготват за продолжението на првенството. Инаку есенски шампион со максимални 14 бода стана екипата на Ѓорче Петров, која на гостувањето во Прилеп забележа победа против директниот конкурент Младост 96. Во саботата се играа надпреварите од 7-то коло во 3-та и М18 кошаркарската лига за мажи. Екипата на баскет Дино требаше да се сретне со Карпош Соколи во Скопје, но по барање на домакините поради зафатеност на салата, надпреварот е одложен. Според постигнатиот договор меѓу раководствата на двете екипи, средбата е презакажана за впеток. Младите кошаркари на баскет Дино пак, кои се надпреваруваат во М18 лигата, во ова коло беа слободни. Идната сабота тие како гости ќе се сретнат со екипата на Илинден од Скопје.
Вестите на Канал 8 завршија. Ви благодариме што бевте со нас. Повеќе информации и на нашата веб страница. Довидување.